сега да ја посакаме добро утро на нашата гостинка Розета Паскали, психотерапевт, која што ќе ни одговори на едно многу важно прашање, кое што можеби треба сите да си го поставиме, тоа зошто се повеќе ја губиме емпатијата. Добро ви утро! Добро утро. Јас се надевам дека нема да ви го нарушам концептот, но имам едно прашање кое што за мене е вистинска енигма, а знам и дека предизвикува полемика, бидејќи и психолозите, и психијатрите различно одговараат на тоа прашање, па ме интересира вашето мислење. Дали емпатијата е нешто со кое што сите се раѓаме, или не се раѓаме, дали е вродена, или пак е нешто што се учи? Или ви беше тоа едно од следните прашања? Како да не слушнеш што зборува? Многу ме интересира тоа прашање, различно одговараат. Добро, значи емпатијата се смета дека е вештина. Сочувството е нешто што го носиме со себе како личностна карактеристика и тоа е всушност таа способност да сочувствуваме со другите, да ако некој е тажен или како се чувствува и ние до некаде да се чувствуваме така и да ја понесеме таа тага, болка или какво е тоа чувство, да можеме да го препознаеме кај другиот и ние до некаде така да се чувствуваме. Во знак на поддршка и разбирање и грижа кон другиот. А емпатијата е нешто што се учи. Емпатијата тоа е вештина која ја учат децата од родителите. Како родителите ги учат децата, тоа ќе го видиме во текот на разговорот. Што значи, претпоставам, даете совети и за сите старатели и баби и дедовци како уште одведнаш да почнеме да ја развиваме таа емпатија кај децата. Одлично, ќе слушам. Убаво прашање, Искра, и кога пиевме кафе, токму зборувавме за ова што ти сега го постави како прашање и не слушна, туку самата ти дојде, нели, како да знаеше. Добро утро и од мене и добре ни дојде. Зборувавме за она сочувство, за емпатијата, дека сепак емпатијата може да се учи. На каков начин или ајде за почеток на нашиот разговор, јас ќе поставам едно конкретно прашање. Што е емпатија? Емпатијата, како што кажав, е вештина која се учи и тоа е оној момент кога родителите ги учат децата што се тоа чувства, кога се чувствуваме некако, како тоа го покажуваме, што правиме со чувствата, која е нивната функција, која е улогата. Кога зборуваме за чувствата, всушност е многу важно родителите да внимаваат како ги признаваат или ги релативизираат чувствата кај децата. Ајде да пример конкретно да дадеме за ова што сега го споменавме. Па од најмала возраст, значи децата всушност гледаат како родителите се однесуваат кога изразуваат различни чувства и тие учат од нив, кога сум луд што правам или кога сум среќен што правам или кога сум тажен што правам, различни емоции. Се тоа, но например, доколку детето се налути со некое добро другарче во училиште и што се случува? Се случува, често и ќе дојде тажно дома или налутено, покажува некаква емоција, доколку родителот на тоа дете му рече тоа не е важно, не се глупирај или што има врска, имаш ти многу други другарчиња. Што не е во ред. Што не е во ред да се каже тоа. Зошто не е во ред? Затоа што на тој начин се релативизираат емоциите како небитни. И до некаде испаѓа како да родителот му кажува на детето дека не е добро така да се чувствуваш, него треба вака. Како да не е добро она природно што доаѓа како спонтана реакција на она што се случува. Е така. Значи, тоа е нешто што детето со тек на време, ако постојано ги добива тие пораки како да не е во ред ако вака се чувствувам, кога ова ми се случува, развива некое поинакво однесување, размислување, па до некаде може и забрана за чувствување на тие чувства. Како да е тоа нешто непотребно. И тој расте по тоа ни самиот животен процес, токму со нешто што го слушал, ако не секојдневно, барем многу почесто во домот, што ти е гајле и слично, и ги заклучува, да кажеме, тие емоции кон другарчето. Така. Предпоставувам сега, вие како психотерапевт ке кажете дали сум во право или не сум во право. Што значи дека во ваква состојба, кога ќе се случи, родителот треба да седне и да
ја најдеме причината зошто се и да откриеме зошто така се чувствува нашето дете, нели, затоа што се искарало со другаршето, имаме како еден пример. Сега не мора да е тоа, било што и друго, можеби наставникот повишил тон или слично, па не се чувствува убаво и не е од наша страна воопшто добро, значи да му кажеме, ајде сега остави тоа, не е ни толку важно. Да, и тоа како е важно кога децата покажуваат чувства, родителите да разговараат со нив, да покажат дека го забележуваат тоа, дека ги признаваат и дека е нивните нормално емоции, така да се чувствува. и дека е во ред во таква ситуација да има такви емоции, да има такви чувства кај детето и дека родителот го разбира тоа, дека не го негира, не го релативизира, покажува разбирање и колку повеќе родителот има емпатија, колку повеќе има развиено таа вештина, се пренесува и на детето. Толку повеќе ќе може, значи, освен разбирање, да понуди и некакви решенија, да помогне на некој начин. Значи, секогаш луѓето со висок степен на емпатија одат кон тоа да им помогнат на луѓето, да ги разберат и да им понудат помош. Не да ја преземат одговорноста за нив и тие да им го решат проблемот, нели, но да ги разберат и да им понудат некакво решение. Оние родители со понизок степен на емпатија, со низок, хајде да кажам, веројатно ќе бидат склони кон тоа да осудуваат и да го обвинат детето дека веројатно тоа е виновно за тоа што се случило и што се довело во таква ситуација. Значи не покажува разбирање, туку осуда. Нема грижа, осуда. И тоа е до некаде, значи, начинот како да се контролира тоа дете. Тие родители што имаат низок степен на емпатија, имаат всушност потреба од контрола, да ги контролираат децата и да ги учат дека не треба вака, туку треба вака. Тоа е разликата, значи, во однос на степенот на емпатија која има развиено родителот. Оние родители кои имаат не само родителите, ајде да зборам и општо да зборуваме, сите луѓе кои кажавте, јас се извинувам, значи тука сме на темата. Кажавме дека имаме висок степен на емпатија и имаме низок степен на емпатија, меѓутоа сигурно дека имаме и луѓе што воопшто не ја поседуваат емпатијата, а тоа можеме да го забележиме во последно време, дека се почесто се случува и токму затоа ова утро зборуваме за тоа. Зошто се повеќе ја губиме, еве и насловот на темата, ја губиме емпатијата како луѓе. Наведовме неколку примери дека се е од детството, во каква средина раснеме, сето она што не обкружува и така натаму, што значи дека родителите се фактор број 1 или пак семејството во кое што сме одгледани, на каков начин сме воспитувани. Предпоставувам дека е тоа причината и оние кои што се без емпатија, дали се растени во токму таква средина, како што ја споменуваме, и зошто се повеќе ја губиме емпатијата? Која е причината број 1? Најчесто е причината во семејството. Како тоа дете растало, со какви родители, колку биле признати и дозволени емоциите. Време колку му се посветило. Внимание, време, грижа, поддршка, разбирање и сето тоа што подразбира добро родителство. Доколку го немало тоа, веројатно и доколку особено ако имало и смевања, ако имало понижување, ако имало нели контра нешто од она што значи поддршка за добар раст и развој на едно дете, не е на одмет дека ќе се развие некоја психопатска црта на личност кај таквите деца. Колку ќе биде тоа развиено понатаму, пак зависи од околината, колку понатаму ќе може да најде тоа дете поддршка во околината каде што живее, дали можеби ако родителите немаат емпатија за тоа дете, можеби ќе најде поддршка од баба, дедо или наставник или некој што е во негова блиска околина и кој ќе помогне на некој начин да не дојде до некој екстрем во развивањето на некои психопатски црти. Значи, тотална отсутност на емпатија значи веќе развивање на некоја психопатска личност.
тоа е дефинитивно Каде што поврзано. забележуваме дека тоа, како што и напоменав, не се случува се почесто, од разни случаеви кои што ги имаме, Така. случаи низ Македонија, меѓутоа еве сега и случајот и во соседна Србија што се случи со девојчето, еве кажуваа дека луѓето кои што го сториле тоа злодело монструозно, дека имаат апсолутно немаат ниту еден знак, 1% за чувство на било каква емпатија и дека направиле нешто лошо. А меѓутоа тоа се случува во соседна Србија, што се случи и кај нас. За жал, имаме такви примери. Сега, како, бидејќи кажуваме дека емпатијата, сочувството го имаме, емоциите ги носиме во себе, меѓутоа можеме да ја научиме и да ја учиме емпатијата. На каков начин, дали тие луѓе некогаш може да научат што е емпатија и во тие повозрасни години и можеби во таа затворска казна тие години што ќе ги одлежат, дали некогаш во нивното чувство, во нивниот ум би знаеле што е тоа емпатија? Дали може да се работи со такви луѓе во повозрасни години? Или не мора да се тие, било оние кои имаат отсуство на емпатија? Дали може да им се врати, ако ништо друго, неколку проценти? Да се работи може, само кои ќе бидат резултатите, нали? Колку е повозрасна личноста, Потешко. е многу Значи, од мали поверојатно нозе дека треба да ќе се нема учи. некоја значајна промена, затоа што веќе личноста е развиена како таква структура на личност и тоа е, знаете, како едно дрво кое растело и една гранка се скршила и зараснала така и тука нема назад. Едноставно тоа така се изградило како личност и многу не може да се коригира со психотерапија. Што значи се штетни за околината? Па треба да се под контрола, ајде да речеме. Сега вака, кога емпатијата, кажавме дека емоциите ги имаме во себе. Меѓутоа, кога тие се губат, ние како луѓе треба да ги имаме човечките особини кои што ги носиме. Кажавме дека сите оние кои што се дел од такво, за жал, семејство во кое што се израснати, сигурно дека и тие родители биле дел од некое такво семејство или подоцна можеби им се случило некоја травма во животот, некој процес што сигурно вие како психотерапевти тоа можете да го откриете. Меѓутоа, изгубена е емпатијата. Ајде сега ќе позборуваме и за онаа емпатија кога треба да подадеме рака на некој да му помогнеме. Ја имаме емпатијата, ја имаме, па ја немаме, па пак ни доаѓа, па ни се враќа. Има и такви луѓе, нели? Меѓутоа, имаме и од оние кои што кажавме со висок степен на емпатија и со низок степен на емпатија. Оние кои што се со низок степен на емпатија, може ли да биде малку со повисок, па да бидеме солидарни сите и едни кон други да си помагаме? Може ли такво општество, во едно општество да живееме? Секако дека може и ако можеме да ги учиме и децата, можеме и возрастните да ги насочуваме, да кажем, да ги учиме на таа емоционална писменост. И за жал, кога ќе се случи трагедија некоја, тогаш се соединуваме сите и покажуваме знаци на емпатија, а кога живееме во нормално време, сакам да кажам во секојдневието, не го покажуваме тоа многу често. За жал мора да се случи нешто за да покажеме колку сме емпатични. Што не треба да е така. Па, добро, некако овој начин на модерниот начин на живење некако води повеќе кон индивидуализација, кон некој самостоен живот, а не кон живење во група. Некако има тенденција за тоа да мислам многу повеќе јас за себе отколку за другите околу мене. И веројатно тоа влијае да се однесуваат луѓето така. Но тоа се учи, секако дека се учи, бидејќи реков дека е вештина и може да се учи низ психотерапија или други техники на работа, каде што луѓето ќе почнат да се стават себе си во кожата на другиот, да видат, пред да направат нешто на некого, да помислат како ќе се чувствува тој. Или ајде да го кажеме она што ние секогаш знаеме исто како порака да го упатиме, не го прави она на човек што не сакаш да ти го прават на тебе. Тоа треба секогаш да ни биде во нашиот ум. Кога секој би тргнал со таа помисла, веројатно би имало многу
по-добро. По-добро, да. Не вие овде. Но важно е не само да се учи таа вештина, туку важно е и да се учи да се прават и граници во однос на околината околу нас. Именно тие што се високо емпатични луѓе, па тие имаат често потешкоти да постават граница до каде јас треба да помогнам, до каде да биде одговорноста на другиот на кој што му се случува тоа. Нели сепак дел од големата одговорност е кај тој што се случува. Тоа е исто вештина која се учи да не ја превземаме одговорноста за она што им се случува на другите. Туку да понудиме помош и поддршка, разбирање и грижа за нив, дека сме тука за нив, но да покажеме и прифаќање и верување во другиот дека може да се избори со проблемот во кој се наоѓа. Жалам што тука сме некаде пред крајот, меѓутоа ние се договоривме дека следната тема ќе ни биде за лутината, која што и бесот кој што може да ни дојде и моментално да имаме такви реакции, ќе ни биде тоа следната тема за некој период. Многу ви благодарам и ова ќе биде еден апел, дечињата нека си учат за емпатијата од мали нозе и од баба, и од дедо, и од мама, и од тато, како треба и на каков начин да функционираме во животот. Ова беа едни добри совети. Искра емпатија се учи. Да, и за крај клучното прашање, дали нашите политичари имаат емпатија и зошто не. Се шегувам, нема да ве вовлекувам во такви води, ама добро е да се подразмисли за тоа.